Здраво, добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе продолжиме да збориме за одредени физички методи за стерилизација. Каде што ќе започнеме со филтрација. Значи филтрација термин за кој скоро најверојатно сите сте слушнале. Каде што на пример сте имале некоја филтеринка или пак сте имале мрежа кога сте филтрирале некои си материјали. Но филтрацијата која се употребува во микробиологијата сепак е многу по-специфична, бидејќи филтрите кои се прават треба да има многу помали пори. Значи ако ова е мрежата, порите треба да бидат со многу мал, да земам некоја помало ваква, со многу мал диаметар. И кога се употребува филтрација? Значи зошто само не употребуваме топлина, тоа е најчесто се употребува кај течности кои се многу сензитивни на топлина. Така не можеме да употребиме топлина, мораме да филтрираме. Сега има различни воздушни филтри, например со висока ефикасност, каде што порите се со диаметар од 0,3 микрометри. 0,3 микрометри. Но има и различни мембрански филтри каде што порите се всушност од 0 околу 0,1 микрометри. Но најчесто тие кои се од 0,2 па надоле микрометри ги филтрираат скоро сите бактерии. И сега има некои кои се потребни и за вируси да се филтрираат, бидејќи вирусите се многу помали. Тие се филтри кои имаат диаметар од 0,01 микрометар, што е многу малку. И сега за да се присили филтрација, всушност ако ја разгледаме апаратурата, имаме значи садот кај што треба да се филтрира, имаме овдека филтерот, така и имаме тука како инка да речеме. И го ставаме материјалот, да речеме со зелена боја да земам. Го ставаме материјалот во инката и сега тоа ќе се наполни со течноста и сега течноста за да може да се филтрира, да се присили да се филтрира, всушност од оваа страна има како вентил од кој се вади воздухот. Значи воздухот, ајде да го направиме со сива боја, се вади надвор и со тоа се прави вакуум во средината. Значи воздухот се намалува и се намалува и се намалува дрон, не се намалува тоliko течност, ама се намалува и со тоа се прави вакуум со што се присилува течноста од инката да навлезе внатре во садот, при што после навлегувањето всушност нели ќе се изфилтрира, значи ќе дојде тука зелената течност и бактериите тие некои што биле ќе останат заробени на филтерот. И потоа едноставно само се вади филтерот и се анализира ако е потребно да се прави анализа. Или пак само нели стерилизирана течност имаме. Добро, сега да видиме друг метод кој се базира на ниска температура. Значи видовме во минатото видео како високата температура, нели со топлина можеме да ги уништиме вегетативните форми, ама всушност може и слично да се направи со ладна топлина, односно со ниска температура, не со ладна топлина. Каде што, на пример, нели како што зборевме, има микроорганизми кои живеат на различни температурни обсези. И сега има некои што живеат на пример од 0 до 7. Така да температурата која е во фрижидерот, која е прилика 4 степени Целзиусови, нема да ги убие, ама сигурно ќе го намали нивниот степен на раст. Значи поспоро ќе растат, но сепак нивното споро растење би било едноставно многу брзо и да се делат 3 пати на ден, за една недела би имале 2 милиона бактерии. Што е многу, ама овие бројки сепак не се загрижувачки во однос на дали храната би била штетна за нас ако би ја чувале во оваа температура. Односно тие микроорганизми кои обично можат да успеат да се размножуваат на оваа температура се непатогени, бидејќи патогените се тие кои го инфицираат телото и тие кои го инфицираат телото всушност потребна е температура од 37 степени, така да оваа температура најчесто само нема да им дозволи да растат. А тие што ќе успеат да растат не ни се штетни за нас. Сега постојат и бактерии кои може да растат на минус 2 степени Целзиусови, но сепак тоа се ретки исклучоци. Но дали можеме со действување на многу ладна температура всушност да ги убиеме? Ако многу брзо се замрзне клетката, значи имаме една клетка, и многу брзо се замрзне, таа нема да умре. Значи нема да се размножува, да ќе биде инхибирана, ќе биде во една како криостатична состојба. Но ако тоа го правиме многу споро, да речеме дека имаме клетка и сега имаме вода. И сега водата која ја замрзнаш многу споро формира кристали. Значи формира кристали и сега ова се
Ева да земеме со бела боја. Значи формира кристали од замрзната вода. Не е униформно замрзната, бидејќи има многу партикули кои се наоѓаат во неа. И сега овие кристали може да се оштри и во еден момент да дупнат клеточна мембрана или клеточниот зид и со тоа ќе искочат материите сите надвор и клетката ќе изумре. Нормално ова не е комплетна стерилизација, ама помага на пример за убивање на голем број микроорганизми да се замрзнат споро. Сега баш и поради овој принцип не можеме да замрзнуваме луѓе. Например, она што беше порано со Волт Дизни, дека е замрзнат и кога ќе се најде лек ќе го одмрзнат, па и денешните проблеми со замрзнување луѓе да се чуваат до иднина е поради тоа што се формираат кристали во клетките и се едноставно се уништува ткивото. Он може ќе изгледа свеж, замрзнат, ама кога ќе се одмрзне не може да функционира, целата течност од клетките излегла во интерстицијалниот простор. Друг начин, физички, кој можеме да ги уништиме бактериите е со голем притисок. Значи, ако имавме еден сад со бактерии, сега нормално ова малце е упростено, ама ако се нанесеше доволно голем притисок, кој да беше затворен сад, тие ќе изумреа, бидејќи клеточниот зид нема да може да издржи толку голем притисок. Тоа е доста ригиден и цврст, ама ако стигне до одредени граници, не е тој семокен и изумреле организмите. Друг начин е со исушување. Се што се мисли со тоа, едноставно да се отстрани водата од супстратот. Значи, ако имаме супстрат и имаме бактерии тука, така имаме некои бактерии, ако се отстрани целата вода, и останат само бактериите, тие не може да преживеат во таква сува дехидрирана средина. Да, нема да ги уништи, ама ќе им го инхибира нивниот раст. Едноставно ќе седат така, се дори не дојдат во контакт со вода. Ова може да се постигне со постигнување вакуум. Значи, кога ќе постигнеш вакуум, течноста испарува. Сега затоа во минатото видео зборевме како течноста, агрегатна состојба на течноста зависи од притисокот. Па ако притисокот е всушност нула, ако е апсолутен вакуум околната средина, тогаш течноста ќе испари, не може да биде течна состојба. Затоа и на Марс, на пример, само забегувам од темата, ама на Марс немаме вода, односно и да земеш вода и да историш, нема да опстане, едноставно многу брзо ќе евапорира, иако е температурата минус 20 степени. Тоа е зашто притисокот е многу мал и не може да биде во течна состојба долго време. Треба постојано се формира нова вода за може да опстане. Се уште еден начин е начин на осмотски притисок. Значи да се зголеми осмотскиот притисок. За ова видео за овој начин всушност зборевме во видеото кога зборевме за клеточна мембрана, ама едноставно ако имаме три услови, три средини каде што имаме хипертонична средина, изотонична и хипотонична. Ова беше хипер. Тоа едноставно значи колку е концентрацијата на соли надвор од клетка. Значи ако е хипо, концентрацијата на соли е помала, ако е изо е иста, и ако е хипер е поголема. Да речеме ако имавме една клетка, во сите овие случаи, и сега например внатре во клетката имаме неколку единици, да земам со некоја друга боја да не биде исто како зидовите, да земеме со виолетова. И сега имаме неколку единици од некој катион. Треба да го направиме хипер. И сега во надворешната средина всушност имаме многу повеќе, односно концентрацијски имаме многу повеќе. И поради тоа водата ќе сака да излезе надвор од клетката, значи имавме вода надвор во клетката, таа ќе сака да излезе, а ионите ќе сакаат да влезат внатре. И поради тоа клетка ќе изумре. Изотонична нема ништо да се случува и хипотонична исто, само обратно. Значи тогаш кога водата ќе влегува, а ионите ќе излегуваат. Значи ионите ќе излегуваат, а водата ќе навлегува внатре. Значи хипо и хипертонична се лоши за клетката, иако хипотоничната може колку толку да се толерира, бидејќи навлегувањето во вода не е секогаш смртно, бидејќи има доста цврсти клеточни зидови, ама хипертонична средина обично е поштетна за клетката, бидејќи губи течности, а потребни се течностите за одвивање на метаболизмот. И ова се прави на принцип што, например, се посолува месото. Едноставно ставаш сол и средината станува хипертонична.
Така, бидејќи надвор од клетката има повеќе сол него што има внатре во клетката и поради тоа водата од клетките излегува надвор и едноставно се инхибираат, некои изумираат, а некои не може да се размножуваат. И така всушност се прави презервација, например, на солена зелка, на месо и слично. И последниот начин на делување кој ќе го разгледаме е всушност радиацијата. Сега знаеме дека радиација, односно и светлината е радиација, односно електромагнетна радиација. Сега имаме, значи, ако го представиме како имаме радиобранови, па имаме микробранови, така па имаме инфрацрвена светлина, имаме видлива светлина, па имаме ултравиолетова, рентген зраци и на крај имаме гама зраци. Малце не е дека било направено, ама да речеме ова дека се микробранови, така ова дека е инфрацрвено, ова дека е видлива светлина, дека всушност се сите бои кои ги гледаме, ова е ултравиолетово и ова не знам, рентген, односно X зраци и гама зраци на крај. Така, да речеме, ева, со оваа боја. И како што идеме во оваа насока, всушност се намалува брановата должина. Значи, ако ова е на бранова должина, колку е долг еден бран, значи бранова должина, тогашка се намалува, да речеме тука ако почнеме од, всушност не е 1000, него радиобрановите може да се неколку километри големи, значи да речеме 1 километар, иако многу поголеми се. Видливата светлина, ова е околу 470 до 700 нанометри, значи стигнавме неколку километри од нанометри, додека овие накај гама зраци и рентген зраци се многу мали. Но нас тоа што интересира се всушност која од овие нарекуваме ионизирачка, која не ионизирачка радиација. Значи тоа е многу едноставно, ионизирачка, че ја бележиме со Ја, е таа радиација која прави иони. Сега иони, ако памтите што беа, значи ако имавме еден атом, натриум да земеме, тој обично си има колку има протони, толку има и електрони. Така, во нормална состојба и полнежот му е 0. Па ако полнежот му е минус или му е плюс, тоа е ион, нели, катион или анион. Сега радиацијата која може да го предизвика тоа да се случи е ионизирачка, а таа која не предизвикува тоа да се случува е неионизирачка. Значи многу едноставно. Сега тие зраци, како X зраците или пак гама зраците, продираат многу подлабоко, например гама зраците продираат многу подлабоко од рентген зраците, ама не се баш толку ефективни за бактериоцидно дејство. Они всушност работат на принцип да ако имаме еден зрак кој свет дејствува врз дадена клетка, значи имаме дадена клетка, и сега внатре у таа клетка имаме ДНК, така имаме ДНК, сега ДНК ќе направаха многу голема да биде, ама поентата е дека си има дека нели бази кои се поврзани со водородни врски. Овие ионизирачката радиација всушност најчесто делува врз молекулите вода кои се наоѓаат во клетката, значи H2O. И H2O всушност предизвикува да се распадне на водородни иони и на насцентен кислород, значи една половина од кислород. И ова всушност после ќе има вишок на електрони или пак вишок на протони, ако се исфрли електрон, и ќе се добие еден радикален ион, односно радикални иони, кои што многу сакаат да се врзат со други субстанции за да си го балансираат полнежот и многу често се врзуваат со некои молекули кои се наоѓаат во ДНК и ако се врзат ќе ја нарушат структурата на ДНК и поради тоа ќе се јават мутации и ако се јава доволно голем број на мутации тогашка нема да може да функционира клетката и клетката ќе изумре. Сега не мора секогаш да е преку вода, може директно да дејствува врз, значи да дејствува врз ДНК и да предизвика некој атом да изфрли електрон и при тоа да се наруши структурата и од кој ќе се наруши структурата всушност настанува мутација и така натаму. Сега некои мутации може да бидат неутрални, некои позитивни, некои негативни, ама најчесто ако се нанесат доволно голем. Сега нормално имаме и неионизирачка радиација која дејствува врз клетките
И тоа е обично UV светлината, значи UV светлината и таа особено става со 260 нанометри бранова должина, значи 260 ламда, каде што работи на истиот начин како што спомнавме за ионизирачката, бидејќи особено оваа бранова должина има доста продира и ја се абсорбира од страна на тиминските бази, се прават погрешни спарувања пред тимин и тоа прави всушност грешка во кодот што би го уништило метаболизма на клетката и клетката би изумрела. Ова многу често се употребува всушност UV-то, се употребуваат ламби, особено во лаборатории или пак во хирушки сали, има ламби горе и кога ќе се затворени салата се пуштаат ламбите за да се стерилизира просторијата. Сега штетно за UV е што не може всушност да се користи додека дуѓето се внатре. Мислам може, ама штети на очите. Значи штетно е за очите. И тоа беше се за физички методи за стерилизација или пак барем за бактерии остатско дејство. Ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за хемиски методи на микробна контрола.